Здраво на сите и добро дојдовте сите на мојот канал Астрологија Плюс. Денеска ќе зборувам за полната месечина, која што ќе ни се случи на 17.10.2024 година, точно во 13 часот и 26 минути. За да се случи една полна месечина, ќе треба Сонцето и месечината да бидат на една иста линија, значи да прават меѓу себе една опозиција, тога што не го ракуваме, кога Сонцето и месечината спротивно стојат, тогаш имаме една полна месечина, што значи тоа месечината ќе можеме да ја видиме. Тогаш е она осветлена од Сонцето, затоа што месечината нема свое собствено светло. Што е тука многу битно да се знае за оваа случка на 17.10. Што можеме да очекуваме? Па доста значајна полна месечина можеме да кажеме, затоа што имаме еден голем квадрат во универзумот. Значи, првин да знаеме што значи тоа еден голем квадрат, значи секогаш тие црвените линии кај што можете да ги погледнете се доста неповолни аспекти во астрологијата, што значи тоа некои планети имаат голем неспоразум со другите. Значи, Сонцето и месечината не се сложуваат добро во овој случај со Марс, не се сложуваат добро со Плуто, во знакот Јарец. Сега ќе објаснам деструктивната енергија на овој голем квадрат или подобро речено на оваа полна месечина. Секогаш кога имаме полна месечина се работи за емоционален максимум. Во овој случај, кога е Марс во игра на оваа полна месечина, можеме да кажеме се работи за една бунтовна енергија, за емоционален дисбаланс, каде што ќе можеме да бидеме доста изнервирани, како што некој ќе може да не изнервира. Кој би можел тој да биде? Зашто Сонцето се наоѓа во знакот Вага и Вагата е символика и ни го представува партнерските односи, врски, пријателски односи, врски, секако и контакти со колегите. Сите тие врски што ги имаме, што ни се така доста блиски, да речеме. За тоа се работи. Значи, тие врски и тој однос кој што го доживува тој емоционален дисбаланс, каде што доживуваме една емоционална болка, можеме да дојдеме до една друга фреквенција, можеме да доживееме емоционално исцелување. Само ако излеземе од таа една од тој емотивен дисбаланс, затоа што и Плуто е тука инволвиран, кој што реков. Сонцето прави квадрат со Плуто, месечината прави квадрат со Плуто, значи неповолен аспект. Секогаш кога овие лични планети прават квадрат со Плуто, тогаш се работи за една емоционална манипулација. Ако и вие во вашите партнерски односи можеби доживувате некои манипулативни игри, кои што се деструктивни, кои што се скриени, кој некој сака да ве манипулира, кој што не ве цени, кој што не ве почитува, е дојден крајот, затоа што веќе ќе не може оваа ситуација да се толерира и ќе мора да се дојде до ново решение. Значи да го совладаме ова,
потребно е на прв момент тоа да го сватиме која е таа енергија. Ако ние такво нешто почувствуваме, да некој не донесе до тој степен да не можеме веќе да издржаме. Значи, тоа не може веќе да се издржи. Тој стар систем. Може тоа веќе идело со децении, со години сте го доживувале така. Дали е тоа така во партнерскиот однос? Каде што сте можеби почувствувале некоја врста на манипулација? Каде што другите владеат врз вас? Каде што вие сте биле подценети? Каде што вашите емоции не се видени, не се почувствувани, не се респектирани, кој тоа не го респектира. Исто така и вагата, морам да кажам, она е секогаш фокусирана кој другиот. Значи, она ќе направи све нешто за да му биде на другиот подобро, него не за самата. Ако и вие во вашиот живот оваа случка ја имате, каде што доживувате некоја емоционална голема болка во некој партнерски однос, една емотивна манипулација, каде што некој владее врз вас, каде што некој сака да владее врз вас, да владее врз вашиот живот, веќе крајот е дојден. Меѓутоа, ако тој однос има добра база, има добра, функционира иначе добро, што можеме да правиме? Можеме тоа да го трансформираме. Што значи тоа? Преку една добра комуникација. Ваги, ве молам, сега е ова вашето време, каде што веќе на крај, ова полна месечина, сонцето на 24-тиот степен, сега е овој момент каде што вие сте наред. Значи, вие треба самите сега да кажете што сакате, а што не сакате. И не дозволувајте некој да владее врз вас, врз вашата свест. Да не ги почитува вашите емоции, да не ве почитува вас како личност. Затоа што така нема да бидете понатаму среќни. Тоа и понатаму ќе ве гуши и ќе ве уништи едноставно. Ако сакаме некој контакт, однос, партнерски однос, било каков, кој што има база, кој што има доста добра база, можеме и ќе умееме тоа да го трансформираме. Може да го трансформираме како? Ако на прво место самите себе си се научиме да се почитуваме, да се сакаме и акцептираме такви какви што сме. Секогаш таа енергија ја покажуваме надвор, што значи така ние зрачиме со таа енергија. И секогаш тој другиот, што стои спротивно од вас, ќе примети дека нешто е изменето во вас. Ќе примети дека вие не сте таа старата личност. Вие сте некоја нова личност веќе. Тоа значи трансформација на самиот себе си. Значи, како зрачиме ние? Ако зрачам јас, ако се ценам јас самата себе, така и ќе ме ценат и другите. Тоа е една логична работа. Меѓутоа, ако ја самата не се ценам, така и зрачам. И така и привлекувам други луѓе, партнерски односи, да речеме. Значи, тој другиот ќе примети дека може да прави све и свашто со вас, затоа што вие тоа го акцептирате. Значи, може ова да се трансформира и веќе е крајот. Значи, оваа голема квадратура што имаме сега во универзумот не инспирира да си ги погледнеме нашите партнерски односи
било каков да е тој однос. Да не дојде до таа емотивна болка која е секогаш присутна ако не се цениме самите себе си. Тоа да го трансформираме со Плуто последна шанса. Плуто ни дава последна шанса за да дојдеме до исцелување на нашиот дух. Значи, ценете се самите себе си. Така ќе зрачите и така ќе може другиот што е спротивно од вас да ве прифати. Исто така владарот на Сонцето е Венера. Она се наоѓа на 29-тиот степен во знакот Скорпион, значи и она више ептен при крај, све е при крај. Нашите односи, исто тоа докажува, Венера прави еден добар аспект со Плуто, како што можеме да видиме екзактен аспект, значи е веќе до крај. Значи ние ќе можеме сите нашите партнерски односи да ги трансформираме. Ако има добра база, ако нешто има тука, ако постои љубов. Не заборавајте, најдобрата љубов, најголемата љубов е секогаш кон себе си. Што значи тоа? Ценете се самите себе си на прво место. Ставите се секогаш самите себе си на прво место. Тоа не е егоистично, тоа е доста здраво. И ако тоа го успееме да го направиме, ќе зрачиме на еден доста хармоничен начин, ќе бидеме избалансирани и ќе можеме таков партнер и таков љубовен однос да воспоставиме со таа личност. Затоа што и Венера истото тоа ни го потврдува, Венера секстил со Плуто, исто тоа зборува за еден трансформативен однос, за еден длабок однос, вистински однос. Значи, не е некој да дозволите некој вас да ве не ве почитува, да не ве цени, да ве манипулира емотивно. Кој тоа го сака? Никој не го сака тоа. Затоа е овој период да завршиме со тоа и да бидеме самите на себе си најважни и најбитни. Ете тоа беше само на кратко за полната месечина на 17.10. Ако некој од вас е заинтересиран за една лична анализа на својата натална карта, слободно ќе можете да ме контактирате и сите контакти што се битни ќе ви ги поставам испод ова моје видео. До скоро! Чао!